малечки и незабележливи, вредни херои, чија што улога на светов и на планетава нивна е многу поголема од она која што ја забележуваме на прв поглед. Пчелите, велат се, едни од најважните живи суштества на планетава. Токму поради тоа што нешто повеќе од 70% од комплетниот растителен свет на планетава обстојува токму поради нивната работа. Пчелите се индиректниот чувар на човековото здравје, на економијата и на нашата културна традиција. И веќе претпоставувате за пчелите, ќе говориме во ова издание на емисијата Неделен магазин заедно со нашиот гостин во студиото на Македонската телевизија. Бобан Стошевски, добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата, добро ве најдов. Вие сте председател на Сдруженијето Пчела, Сдружение на граѓани и влюбеници во пчеларството, во апикултурата од Куманово. Ајде да почнеме од почеток. Може. Кога всушност се роди љубовта кон пчелите? И зошто? Што за вас представуваат пчелите? Како што вие најавивте, за мене пчелите се најсовршено живо суштество на планетава, но тоа не го знаев ја кога почнав да се занимавам и да се интересирам за пчеларството. Во 2012 година, до 2012 година, активно се бавев со спорт, што на работа, што после работа, дури од работа се враќавме после работа да довршиме некои утакмици над превари, но после некои повреди и возраста, веќе 37 години, не знаев што со себе да правам во слободно време. Пробував се и се што, риболов, читање книги, али некако не бев исполнет скроз до крај и колегата ми даде некои книги за пчеларство, почнав да ги читам, па се повраќав да ја прочитам повторно истата книга, значи се заинтересирав, отворав интернет и гледав, после со истиот тој колега заминавме на извидување на терен да видиме каде би тоа било, каде би ги поставиле кошниците, така да веќе 2013 ги набавив првите пчелни семејства и почнав да се занимавам со пчеларство. Колку пчелни семејства имате во моментов? Тогаш почнав со 16, сега имам преку 300 пчелни семејства и сум презадоволен кога сум со нив. Сега, знаете зашто се насмевнувам? Затоа што премалку реков дека Сдруженијето на граѓани и влюбеници во она што се вели апикултура, во тие малички, на прв поглед речиси незабележливи херои. Ова е монографијата која излезе по повод 50-те години на Сдруженијето Пчела од Куманово. Идната година прославувате јубилеј достоен за почит, 55 години. Едно навистина богато, интересно, илустрирано издание, собрана малечка историја на се она што го има направено Сдруженијето Пчела низ годиниве наназад. Меѓутоа, како што би рекол професор доктор Марко Китевски, важно е она што е поместено меѓу кориците на оваа книга. Колку членови брои Сдруженијето? Нашето Сдружение, како што рековте, наредната година, 24 јануари 2026 година, ќе го прослави 55-тиот роден ден. Броиме 126 члена, од кои 124 се полнолетни, имаме двајца малолетни члена. Тоа е за почит. Мислам дека нема на Балканот такви дечиња кои сакаат се занимаваат со пчеларство уште од најраната возраст. Исто така имаме 8 припаднички од понежниот пол, кои се исто така пчеларки, самостојно пчеларат. Се дружиме, имаме, доста сме активни, како во општествениот живот, така и во пчеларството, мислам, освен во пчеларството и во општествениот живот. Така да убаво ние се спремаме и за 20 мај светски ден на пчела да го прославиме. Така, во тој контекст да ве запрешам, колку всушност пчелини семејства има или број Сдруженијето Пчела од Куманово? Вака, кај нас во Сдруженијето тие 126 члена членовите можеме да ги поделиме на пчелари хобисти. Добре. Тие се до 30%, тие има до 20 кошници. Поред својата работа, значи наоѓаат време да се занимаваат и со пчеларство, да произведат мед и пчелни производи за сопствена употреба, за пријатели, роднини. Најголем број ни се пчелари кои имаат меѓу 50 и 100 кошнички. Тие веќе произведуваат една поголема количина на мед, во зависност од годината, од пашните прилики.
и некои 20% се луѓе, односно пчелари кај нас кои имаат преку 100 кошници. Тоа се посериозни пчелари кои се... Имаме дури еден пчелар професионалец кој се занимава исклучиво со пчеларство. Значи, единствен приход во животот му е пчеларство. Тоа е она љубов и посветеност кон, би рекла, најсовршено организираните суштества на планетава. Меѓутоа, би се вратила сега на еден мощне сериозен или алармантен податок дека во се поголем тренд на изумирање, ако дозволувате така да се изразам, се пчелите. Зошто се случува тоа? Видете, по сите истражувања, ние доволно е само на Балканот, пошто се наоѓаме или во регионот, гледаме дека во Србија, посебно во Војводина, доаѓа до изумирање на цели пчелни семејства, на цели пчеларници. Зошто? Значи, по предпоставка, имаме многу проблеми во пчеларството. Најбитен проблем е климатските промени кои се случуваат. И самите гледате дека имаме благи зими, со малку снег, продолжени и сушни пролети кои се дожливи, пролета е предожлива, значи скоро секој ден имаме дожд, али се тие температури ниски до 18-19 степени и нагло проминуваме во некое лето над 35-40 степени. Ете, поради тие климатски промени се случува да во месец август пчелите немаат доволно поленов прав да не може да соберат поради високи температури, ништо не цвета, никакви растенија немаме, ни по ливадите, никаде, значи не цветаат растенијата. Поради тоа што се помалку има поленов прав, пчелите, а поленовиот прав е основна исхрана на сите млади пчели и, како да кажам, ако немаме поленов прав, немаме и прирашт на нови единки во кошницата. Затоа доаѓа до проблем, зазимуваме слаби пчели, значи во август-септември зазимуваме слаби пчели со помалку единки и тие пчели на пролета или ќе бидат и ослабени, нивниот имун систем ќе биде ослабен затоа што не добиле квалитетна храна, протеинска храна, подлежни се на разни вируси кои ги имаме, понатаму вароата или пчелиниот крлеш е исто една од причина за многу загуби што ги имаме во републиката. Ама тука се најверојатно пестицидите, употребата, прекомерната употреба на пестициди, хербициди, инсектициди. Меѓутоа, и вие самиот умеете да кажете дека потребно е подигање на еколошката свест, не само, всушност на секој поединец, на секој од нас. Дефинитивно, значи еколошката свест за секој поединец, значи не мора да фрламе сметка и не треба да фрламе. Мора да ги сачуваме нашите реки, мора да се сачуваат нашите шуми. Доста ни од овие пожари кои ги имаме 2-3 години назад, пола држава не изгоре. Понатаму исто така мораме да работиме и на едукација на млади дечиња да и тие знаат дека место за смет е место за смет, а не само во природа кај што ќе ни дојде да фрлиме. После излети све тоа да се собере, да се исчисти, да се среди. Ама најверојатно љубовта кон пчелите започнува всушност дури и од семејството и од образовниот систем. Низ годиниве наназад се провлекува едно прашање кај обичниот човек, кај обичниот граѓанин. Како да се препознае вистинскиот од оној лажниот мед, ако може така да се израза? Тоа е уште еден од проблемите што нашите пчелари, со кои се среќаваат нашите пчелари. Сакам да ја кажам вистината во вашата емисија дека со бавење од пчеларство не може да се збогатите и да за себе кажете дека сте богат човек. Богат сте во друга смисла, во некоја смисла што сте стално во природа, што дишете чист воздух, што кога ќе отворите таа кошница, вдишувате прекрасни ароми од разни растенија, од разен, како да ви кажам, колорит на оние поленов прав кој е соберен во саќето на самата рамка. А зошто сакаат луѓево да прават лажен мед, тоа не ми е јасно. Чисто само да заработат. Заради материјална корист. Заради материјална корист. Значи, можете вие да најдете во нашите маркети мед за 300 денари, 280, 350, но може би да најдете и за 800 денари.
Може би и тоа од 800 не е прав мед. Затоа на нас ни треба една квалитетна лабораторија каде што ќе можат сите наши пчелари кои изложуваат своји производи, односно производи од своји пчелни семејства на разни манифестации, саемски манифестации за здрава храна или едноставно само за саеми на мед, кај што имаме, каде што ќе може да го проверат својот квалитетот на својот мед. Сега, вие како граѓани, сите граѓани се прашуваат како да препознаеме прав мед. Што год да ви кажам, не е вистина. Ова имаме две тегли на мед, тоа е исти мед. Едната тегла мед е декристализиран мед, а едната е кристализиран. Секој прав мед кристализира, но кристализира и сладко од смокви ако го направите со шеќер. Ако заборавите теглата во подруми, таа кристализира. Тоа е едно од правилата што досега го кажуваат. Може би уште нешто со палење хартија, едно друго. Најбитно од се е да секој наш граѓанин си има свој пчелар кој ќе го види, матичен пчелар, кој ќе си го види на пчеларник како работи, комшија или некој девојче од Скопје има баба во Куманово, па таму ќе сретне некој пчелар, па чичко зошто да не земе од него мед, го гледа дека работи со пчели на лице место. Ова се пона на рундата дека добриот глас далеку се слуша и дека тоа е всушност најдобрата реклама. Дефинитивно е познавањето и довербата меѓу пчеларот и купувачот. Сега, што ние сакаме преку овие наши здруженија, да ги едуцираме сите наши граѓани, да ние сме на предпоследно место во Европа по конзумирање на мед. Што е жалосно. Имаме прекрасна природа, имаме прекрасни услови. И квалитетен мед. И полифлорен мед, не е монофлорен, значи немаме насади, да кажеме како во Унгарија или Чешка со маслодајна репка и сите ние пчелари таму ќе ги преселиме. Кај нас се растикани пчеларите по сите предели во Републиката, така да имаме полифлорен мед, кој е со прекрасен вкус, кога ни беа и словенците на гости, кога го пробаа, вика имате прекрасен мед. Само што мораме да си ги заштитиме нашите пчелари. Државата ни помага, министерот ни е прекрасен, сигурен сум дека е поштен човек и дека ќе ни помогне. Не бараме финансиски средства, не ни требаат финансии, ќе си работиме нашата работа, само институционално да се избориме да фалсификаторите некако го продаваат тој мед, не знам, на друга планета може. Успеавме ли низ годините наназад да создадеме македонски бренд од медот? Не успеавме, знаете зошто. Во нашата држава имаме две организации. Сојуз на пчеларски организации на Македонија, кој си работи како си работи, немам јас ништо против нив. Имаме Пчеларска федерација на Македонија. Зошто, како пример што го имаме со пчелните семејства, како се тие заедно, зошто и ние да не бидеме заедно? Да се здружат овие две организации, сите проблеми заеднички да ги изнесуваме. Ако имаме проблем во Охрид, да знаеме сите зошто е тој проблем во Охрид. Ако има проблем во Крива Паланка, и таму да знаеме, да помогнеме, па и да подариме пчелни семејства. Зошто да не? Ако некој од поголемите пчелари има можност да подари пчелни семејства, зошто да не подариме? Сме подарували и во Свети Јоаким Бигорски, кога отецот од Свети Јоаким Бигорски манастирот сакаше да се бави со пчеларство, му подаривме 10 кошнички кои ден денески гледа. Дали е може би едно од тие големи лекции кои што ги научивте од пчелите и нивната организација? На што всушност ве научија? Препоставам и на трпеливост. Така е. Знаете, јас работам во армијата и цел живот сум војник. Во војска и во армијата има ред. Се знае редот, се знае како се работи. Многу подобро е во пчелното семејство. Сега, кој е упорен и посветен на пчеларството и влегува со љубов, сигурно ќе успее. Не може да не успее. Кој влегува во пчеларството со некоја финансиска мисла дека он ќе лежи под сенка и таму некои инсекти ќе му носат мед и он ќе продава во маркети, тоа не може. Значи мора да бидеме посветени, да работиме со пчеливе, па да и нешто ако погрешиме, знаеме дека самите пчели тоа ќе го исправат и доволно е да ги пратиме. Доволно е да се пратат пчелите и тоа да го работиме.
Имаме ли автохтона македонска пчела? Да, имаме автохтона Apis mellifera macedonica, тоа е наша автохтона македонска пчела. И таква и треба да ја чуваме, да си ја гаиме нашата пчела. Затоа што, на пример, еден од проблемите кои може да се јави осим вароата или крлежот е новиот крлеж што доаѓа, што е веќе во Грузија, мислам дека се вика Тропи лелапс. За него професорот Александар Узуна од Факултетот за земјоделски науки и неговиот колега од Грузија беа во Скопје, не поканија сите, ни одржа едно прекрасно предавање каде што се запознавме со опасноста која можеби ќе дојде и кај нас за година-две. Потенцијалната опасност, која може да биде уште полоша, тоа е паразит кој живее заедно со пчелите и ги користи пчелите да преживува како паразит врз нив. Го спомнавте соработката со Факултетот за земјоделски науки, тука е препоставувам и Факултетот за шумарство, тука се за ветерина. Најверојатно вашите консултации и соработка се во контекст на добробитта на пчеларството. Меѓутоа, колку е, например, пак важно да се консумира медот постојано? Ја начнавте таа тема некаде на почетокот на разговорот, дека треба да се подигне свеста. Многу е важна. Знаете зашто? Кај нашите граѓани вие барем 50% ми треба една тегла мед, треба да правам лек со нешто измешан со мед. Ако појдеме под претпоставка дека многу одамна прво нешто сладко што пробал човекот, тоа бил медот. Сега, како идео, тоа било храна на богови, па фараоните во Египет резервирано само за елитата. Така, значи исклучиво они да се хранат. Матична млеч исто така, Royal Jelly на англиски, значи тоа е кралска храна. Но доволно е нашите граѓани да научат да консумираат мед. Не е исто да земете една лажица сабајле мед и една лажица шеќер. И тоа е благо. Или еврокрем. Не сум јас против еврокрем, нити против шеќерот, окей. Али многу е поздраво да се земе една лажица мед и целиот ден да ви биде убав. Пчеларите неретко кога работат на своите пчеларници и во моментот излегува некоја работа затоа што пчелите кажале треба уште да се работи тој ден, таква е ситуација, дали ќе е роидбен нагон, дали ќе е додавање на сатни основи или слично, он е доволно да зеде 2 лажици мед и да добие енергија да продолжи да работи. Кога сега ќе се вратите наназад низ овие години, колку што трае вашата љубов кон апикултурата, односно кон пчелите, ја делат ли можеби вашата љубов членовите на вашето семејство? Секако. Првин, никој не веруваше во мене дека јас ќе се занимавам со пчеларство. Од некој спортист, после се бавев со риболов, али тој интерес, читање на книги, и толку навлегу во пчеларство, дури навечер пред да заспијам, кога ќе затворам очите, ми летаат пчели пред очи. Знаев дека е тоа. И продолжив да упорно работам, да не кажам до граница на фанатизам, да се одработи, да се спремат пчели, да се направат кошници, да се чак едно време иселевме пчели. Простете, но самиот рековте дека вашите имате пчелини семејства кои што се покрај река и малку повисоко. Која е разликата? Разликата е тоа како да ви кажам, пак е оние летни месеци. Што ние како пчелари можеме да направиме да ја облажиме таа криза на таа поленска испаша или храна што треба да е протеинска храна што треба да ја добијат пчелите на крај на пчеларската сезона во август и септември. Треба да ги преселиме нашите пчели блиску до реките. Колку толку тука е влажноста на воздухот е поголема, тука нешто ќе цвета, додека на повисоките места нема ништо до цветање. Таму пчелите мируваат, таму престанува пчелното легло. Тоа е од друга страна и добро, докога ќе престане носењето на матицата и излегување на млади пчели, можеме да истретираме таа кошничка против вароата, односно против крлежот, тоа е корисно, а самите пчели со неработење да си го продолжат животот, а додека битно ни е на пролет да излеземе со многу појаки пчелни семејства.
повеќе единки да имаме, затоа што повеќе единки ќе опрашат повеќе растенија, повеќе овоштарници. Еве сега слушам дека на вести слушнав дека црешите во Македонија се 1300 денари килограм. За жал праските се негде 1000 денари. Да, ма тоа е благодарение тоа или јасно, тука, али тоа е така. Како реакција од студовите, ниските температури, мразот кој што го попари цветот на овошките и така натаму. За крај тука некаде пред крај на нашиот разговор, ова издание на емисијата Неделен магазин, што можеме да направиме сите ние, и како единка, и како заедница, кога станува збор за одржување на животот или во најдобра кондиција. Јас ќе појдам од нашето здружение. Значи во нашето Кумановско здружение, пчеларско здружение Пчела Куманово, во соработка, да кажеме, со Здруженијето на планинариот Куманово, често имаме и пошумување на одредени делови на Кумановската околина. Тоа е едно што можеме да направиме. Друго што можеме да направиме е да работиме самите пчелари да работат на еколошка свест, на развивање на еколошката свест кај сите комши, граѓани, од најмалите до најголемите. Нашето здружение, исто така минатата година имавме организирани посети во 10 училишта со прикладни, како се викаат, и работилници, часови, одржувавме предавања да дечињата се запознаат што е тоа мед, што е тоа пчела и во Куманово и во Липковскиот регион. Јас само ви пожелувам и вам лично, а и на сите членови на Здруженијето на граѓани Пчела од Куманово убави денови. Благопријатни услови за развојот, за животот и за работата на пчелините семејства и да се видиме за добро, кога ќе успееме можеби и со труд на пчеларите и со, би рекла, влијание на државните институции, кога македонскиот мед ќе го направиме вистински бренд и македонска гордост за сите нас. Ви благодарам. Ви благодарам за гостувањето во ова издание на емисијата Неделен магазин. Поздрави за останатите членови од Здруженијето Пчела. А вие почитувани, останете понатаму со нас во изминативе минути. Со нас беше Бобан Стошевски, пчелар, влюбеник во пчелите и председател на Здруженијето Пчела од Куманово.